Почнуваме со уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, и не е Еспресо, туку е турско и го нема Боцевски денес. Значи, емисијава е само онака пропагандно име. Ниту има Еспресо, ниту го има Боцевски. Ова недела Боцевски е во Сараево, се гледаме повторно со него од понеделник, а ово утро мој гостин е почитуваниот Сотир Костов, политички аналитичар, долгогодишен обштественик, човек кој ги прошол сите фази на македонската демократија. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав, Злате, за тебе, за дечки во редакцијата и за сите ваши слушатели. Нема да ми замериш, преферирам македонско кафе, одавна вакво кафе не сум пиел, од кога ги откажав цигариве, така да јас сепак пием македонско кафе. Добро, кафе ми зварите. Види, генерално, кога ќе видиш вака генезата, не е ни македонско, ни турско, ни српско, туку е кениско кафе. Кенија, Етиопија, Бразил, зависи од каде. Најголем дел е од таму како потекло, нели, на билката на видот. Во Джој обично чорби јадам на улица Македонија и кога дојдем и ме прашуваат секогаш бразилското вика или кениско. За чудо кениското е поскапо таму. Ми го кажуваат као поквалитетно и стварно е, мада и бразилското е квалитетно. Така да во право си. Кафето е екзотична работа, македонската политика станува исто така се поекзотична, кој ќе видиш. Екзотична лакрадија или ајде да не речем трагикомедија кога се работи за националните и државните интереси. Иначе да, екзотична е доста, ама ќе оди некој изгледа на екзотични места. Ќе оди скоро. Да бидеме искрени, не екзистираат екзотични видови. Некои нови видови во политиката, да бидам искрен, не знам, полека заостанувам. Ти ми кажа, ме представи као долгогодишен обштественик. Да, точно, обштествените, политичките и економските и социјалните збеднувања во македонската демократија од самиот почеток ги пратам. Не сум директен учесник, бидејќи така сум одлучил. За твоја среќа. Не знам сега дали е за моја среќа. У задње време се повеќе и повеќе нешто се чудам дека дека сум донел погрешна оценка. Јас сум, Злате, продукт на поранешниот систем, на социјализмот и недостижниот комунизам. И еве за прв пат на македонската јавност или на тебе и на твојата екипа ќе ви открием, јас 33 години, значи, живеев во оној систем и еве сега ја терам 33-та година во демократијата. Значи, се родив, растев и создревав во еден, ајде да речем, полициско-тоталитарен систем со една привидна демократија, демократски централизам, а вистинските сокови на демократијата сепак ги испив во Македонија, во Република Македонија, самостојна, независна. Значи ти си пола, ни ваму. Да. Значи... Ама одлучив да не се бавам со политика, бидејќи јас во минатиот систем се бавив со политика, по младинска линија, не по она партиска линија, од локалец од Кочани, преко републички функционер, секретар на младина на Македонија, до члена председателство на младина на Југославија, Cilеви сум јас и така го запознавме тој општествен живот, а одлучив дека на демократијата... Поозбилни ли беа тогаш политичарите? Поозбилни ли беа тогаш? Во секој случај посериозни, а знаете како? Или немавме социјални мрежи, па не можевте да ги коментирате, да ги гледате? Ја ако ти кажам со кој све сум бил заедно, сум се дружел, сум бил на приеми, на округли маси, во делегации, ти ке речеш или ово е голем лажго, или стварно помила многу. Например, ево да ти изненадам нешто, не знам оној пат да не причавме. Мило Џукановиќ ми беше стручно политички работник во председателството на младина на Југославија. Јас го викав помлад од мене да момчето со плавиот джемпер и беше еден кјутлив дечко, како така си ја врши работата и отеднаш стана голем лидер со кадифената револуција. Не може да го симнат. Коначно го симна, му се најде мајстор. Некој амерички џак, дечко, некој амерички. 30 години им требаше да го симнат. А зборот ми беше друго. Јас сум сепак потеркот на минатиот систем и реков, треба млади деца или нови генерации по нов демократски терк. Ама види, не мислеле така сите ко мене, например, еден Стојан Андов, пензија, доживеа сега во демократијата од
во сериозните години на демократијата македонска. Па од тука е Тито Петковски, Гоше, ајде сега сите да не ги редам. Тие не мислеле така, тера како што тера, ама мислам не тера работата како што треба. Иако сите мои признанија за првиот состав на собранието на Република Македонија се донесе уставот, за кој мислам денеска некој збор ќе кажеме, се донесува трите битни декларации: независност, сувереност на Република Македонија и меѓународно признавање на Република Македонија. И да не зборам, значи, оние други системски малку подоцна закони, правоуставни закони, се смени системот на еден начин да речам, ама тоа како да беше само некоја корупка, менување на она комунистичката компетентна корупка во наводно демократска наметка, јатката као да остана иста, политичката култура не ја сменивме и јас многу полагам дека за останувањето што го имаме во градењето на демократски плурализам, партиски надпревар во македонско демократско општество се должи и сите фелери што се случуваат и сите детски болести кои некако долго време ги преживуваме се должи на несменетата политичка култура, а впрочем на тоа нас не опомена чинам Ралф Дарендорф. Добро, пред него и Олдмунд, едниот 88, овој Олдмунд кажа, тој американски социолог, кој кажа земјите од Источна Европа ќе имат сериозен проблем во демократијата, во нејзиното заснувување и поставување, од причина што немаат демократска политичка култура. А Дарендорф, тој германски политиколог пак, беше многу посериозен и многу поконкретен и рече: земјите од Источна Европа за 6 дена ја сменија власта. За 6 месеци системот. За 6 години ги донесува сите потребни системски останати закони од устав па надолу, ама вика ќе им требат 60 години да изградат вистинско граѓанско општество со една препознатлива демократска култура. Како да тоа проклетство не стигна? 30 години минавме. Но не може да го земеме ова за цела Источна Европа. Добро. Постојат држави како Полска, Словачка, Чешка, Унгарија, ако сакате, кои имаат навистина многу поголема тука си во право граѓанска партиципативност. Јас си гледам во нашиот двор и во комшилук. Да, Словенија, еве од нашиот двор излезена, но сепак има нешто и во неа. Тоа е така, но кој ќе видиш од друга страна, ние, особено словените што сме тука од Европа, од европскиот дел, ние па имаме една така култура, еден ген на иновации, го имаме Тесла, го имаме Џоковиќ, го имаме еве Јохич, го имаме во NBA. Јас сум голем Џоковиќ и требаш да изненадам нешто. Спремам материјал, пишувам книга за Џоковиќ, после рокерскава книга, после Вудсток, после бит генерацијата, оноа што е ван политиката. 2 пати одам во Нови Белград во неговиот ресторан, сум се запознал со неговите родители, со него се уште не сум се запознал и се занесувам дека ја ќе сум човек што ќе го донесе Џоковиќ во Македонија која ќе ја представувам, презентирам книгата. Не зашто, не ради друго. Џоковиќ е еден балкански, српски феномен, европски и светски веќе. Џоковиќ е јасно во моите предавања кои ги обучувам членовите на политичките партии, за победник он ми е кейс стади број 1, Опра Винфри број 2. Женска матрица имам и машка матрица. Ево овој пат ќе објаснам машката матрица. Значи, он за мене е дете од белградските подруми, дете бомбардирано од НАТО, дете со физички недостатоци во поглед на задих, паѓање на сред утакмица, па она глутенот што беше неправилно искрено, и дете кој со упорност, со инает, со пркос ги победи сите, се задржа долго на врвот, се уште е на врвот, и ако денеска малку во овие ваши камери личам поспан, да знаеш, синоќа во снимка го гледав утакмица, овој мечот со Качанов, кој е еден изразит сервер, кој е еден снагатор во тенисот, ама добар снагатор.
вчера му го зеде првиот сет и ово му е прв сет изгубен оваа година на Джоковиќ во Ролан Гарос во Франција, ама овој му направи еден коперникарски пресврат во вториот, третиот и четвртиот сет и 3-1 го победи. Сега налитува на ова чудово дете Алкарас. Не знам што ќе биде, ама ја навијам за Джоковиќ. Прв, најдобар, и ја го кажувам бренд концепт. Дечкото се направи... Знаеш, веќе кариерата него е во некој доцни фази. Да, 36-та веќе ќе влези. На чисто не може да има кондиција како 22 грам слема. Но постанува рекорд. Единствен. Еве сега нов ја последам NBA многу. Што? Бивши кошакар. Значи, Јокич. Еве Јокич гледам уште еден. Знаете на толку нели, сите зборуваат. Ја го викам дебелкото, буцкото. Афроамериканците и нивната доминација во кошарката, да, постои, но еве видете и Балканот има да понуди нешто. Ние од Македонија имаме еве сега на пример малку познато, но имаше еден случај, значи починати 4 деца, мајката 20 години во затвор, во Австралија беше тоа. И еден експерт од Македонија, преку неговото вештачење, генетичар, утврди дека не е виновна мајката, затоа што кога се случило тоа било несвестена практично. Не го знам. И не е неизина небрежност. И после 20 години, завчера се извинувам, ја ослободија мајката во Австралија од затвор. Научникот е генетичар, има потекло од Македонија и верували или не, се замина само од Скопскиот универзитет, затоа што беше под огромен притисок овде, иначе на медицински факултет. Мислам дека станува збор за македонскиот научник, само секунда да ви го кажам името, само секунда, Арсов, името Тодор не го знам. Да. Види, Западот не ги зима децава, најспособните, ги стимулира со или специализација, или со додокторански или докторански студии. Не ги зема Западот децата. Тоа е многу погрешна прецепција. Ние ги бркаме. Како ние? Ние ги бркаме децата, не ги зема Западот. Тоа е со нашата неодговорност кон нивното образование, кон нивното... од семејството, од образовниот систем, ако земеме дека се тоа две институции во распаѓање, тука се во право. Иначе, сега не можам да кажам дека ние ги бркаме, може би изразот ти е по-остар, ама ти во суштина си во право. Ја имам 5 деца, од кои 2 ќерка ми заврши средно школа во Америка, се врати таа, не сакаше да студира во Америка. Синот па 2 пати проба да студира, не се снајде таму, сега да не објаснувам долго, ама дојде овде си заврши факултет и тоа на англиски, политички теории на овој нашиот државен универзитет и правен факултет, и така да ја имам и позитивно и негативно искуство со западниве школи, ама како и да е, сега на мој најдобар другар син му отиде да предава во Америка, 5 или 6 години невработен во Македонија, докторант германски, можеме ти кажам на кој е Најфтин Клетников син му, Филип Клетников, млад поет, прекрасно момче, не заработуваше за живот, му дадоа стипендија и еве го сега, прашање дали ќе се врати, бидејќи на добар универзитет е, он е филозоф, он е медијавелист, значи среден век специјалист и така натаму, од него сум научил многу работи за средниот век, бидејќи го проучував со закъснение, немав добри познавања и еве, за едно дете сме помалку. Не се сеќаваш на средниот. Се сеќаваш на Југославија. Па добро, се сеќавам само на тогаш цар Самуил, на богомилите и тук таму уште на некој од овие Бустанијава. Соцер 1400 или до 70. Мислам дека ова до сега беше одлично расонување. Да, за мене да, за тебе не знам. И за 20-та, и за слушателите,
А клучната тема за ово утро, тоа е денешната лидерска средба, ќе оставиме за по рекламите. Леле, пукај тогаш по рекламите. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин, со кој убаво се расонивме во вториот дел и сега да се фатиме за работа. Ајде. Знаеш, толку пола сат, 20 минути расонување и после тоа продолжуваме. Именно главна тема на денот е дека лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски и премиерот, се не знам, Артан Груби е валјда премиер, но носителот на должноста премиер Димитар Ковачевски денес имаат лидерска средба во однос на тема ќе бидат европските интеграции на земјата. Односно, па не знам дали ќе бидат европските интеграции или притисокот врз опозицијата да го смени ставот и да учествува во присилното, насилното менување на уставот, а сиромашкиот тој како највисок закон, како беше лекс супериор, е и така исилуван до сега 9-10 пати, од кои само 2 пати е менуван по потреба на нашиот систем, а тоа е кој требаше да се спроведе 2004-2005 судската реформа, кога се менува одредбите за притворот, а сето друго од промена, откажување од нашите македонци од јужниот дел на Македонија, промена на знаме и да не ги бројам сите, Охридски договор и така натаму, се е присилно, се е силување и морам да ти кажам, ја вчера во еден друг медиум вака реков: Бадентер, кој се уште важи за најголем уставен експерт во Европа, во раната 91 година и првите месеци од 92 година кажа: од сите земји ex-EU, Македонија е најподготвена правно-политички за отцепување и како самостојна држава и има демократски, модерен, демократски и граѓански устав. Пошто ти си добар новинар, морам да ти кажам, еви со наука се бавиш, ми кажа во паузата, ајде молам кажи ми од овие 3 квалификативи дали нешто е останато. Особено кажи ми од граѓански дали е останено, модерен и демократски, а го менуваме, го силуваме на секој втора година. Модерност во устави, тоа модерно изгледа синоним за напреден валда, не, ова е Франкенштейн устав, експериментален устав. И со фабричка грешка. Значи, ваков устав не постои нигде на планета Земја. Ние сме, веројатно, знаеш, на тие катедри по уставно право по светот го учат нашиот како кейс стади. Да. Негде како за устав каде што единствено ние имаме, нели таков, дека е граѓански. Не може да е граѓански кога етнички проценти има во самото. Затоа рекол, дали има нешто останато од тоа? И третата работа беше модерен, граѓански и демократски. Демократски е. Па не сум сигурен, во поглед на промените не е. Наметнати ни се содржините, амандманите се сите наметнати. Од тој аспект дали е демократски? Значи, види, он може да биде демократски, ама да не е демократски донесен. Па добро, 93% гласа од 120, сепак е демократски тој дел. Но на каков начин е другото прашање, но суштината на конституционализмот доаѓа од онаа теорија на Левијатанот на Томас Хобс за општествен договор, каде што вика сите луѓе прават еден своевиден општествен договор и го ставаат на хартија и викаат ова е нашиот општествен договор. Нашиот устав нема како да кажам, нема квалификација, нема висина на општествен договор затоа што е неприфатен. Еве, албанците не го прифаќаат, сакаат 20% да се избрише од јазикот, туку да биде албански јазик, да стои во уставот. Кога спомна општествениот договор, една мисла ми доаѓа, што сум ја учил на времето, а сега пред некој месец ја прочитав, ќе ми текне од кој од овие млади експерти, а тој е на Жан-Жак Русо. Фактички и од него доаѓа тој општествен договор, ама тој договор општествен не е баш кој што треба. А добро е да го искористиме сега, ја ти денес таа мисла, еве во кој контекст. Вика,
Не постои добар и силен, ќе парафразирам, не постои добар и силен устав. Постои устав кој живее во умот и срцата на луѓето, граѓаните што го носат. Ако така не заживее, тоа не е устав. Мене ова реченица, ова мисла ми остана многу впечаток, бидејќи кај нас, според ова што како се однесуваме без уставен патриотизам, сека вчера Силјановска го спомна, таа рече научен патриотизам отиде уште едно ниво повисоко, а јас сум го разработувал во годините назад уставниот патриотизам, а тоа е лојалност кон уставот како највисок законски документ на една држава, ќе видиме дека ние катастрофално стоиме на тој план. Кој како ќе му текне, и еден уличарски израз ќе спомнам, кој како музичка желба ќе изрази, ние го менуваме уставот. До сега најчесто беше меѓународната заедница и албанската популација во Македонија, а еве од неодамна и нашите источни соседи бугарите. Па не бива така, Златев. Значи, си има... Знаете како? Уставот, да го преведиме народски, што значи? Договор, што го спомна тие обштествен, на обштеството, на сите конституенти во обштеството, како да се живее во едно обштество, во една држава и како да се управува. Да. Како ти велиш како да биде организирано, ја велам како да се управува, исто е тоа. Па колку пати ќе се договараме за тоа? Тоа се еднаш договара во темелите, во основата, и потоа кога има само некое надградување кое е системско, кое е некој круцијален момент. Рецимо, кај нас се запишено тамо во тие последните членови, кога се одлучува за стапување во некоја заедница меѓународна, имаме референдум, па изјаснување, па може нешто да смениме, за да исполниме некои стандарди, во случајов европски или светски, а ние го менуваме 92, 98, 2001, 2003, 2005, 2011, 2014, 2019. Не можам веќе да бројам, да ти кажам. Па тоа е срамота, да ти кажам. Значи, модерниот, сега ќе земеме една паралела. Велика Британија нема устав. Нема устав. Затоа ќе земеме Франција. Да. Современиот устав на Франција е донесен 1958 година, значи, потоа има една измена во 69 година, значи на 11 артикл 11 бил сменет во 69 година, значи и последната промена е на 23 јули 2008 година. Само секунда, the changes when finalized. Добро. Значи, каде што практично председателството си зема право, нели, собранието на Франција да му стави вето на некој од appointments, од назначувањата на председател од 2008 година. Значи да бидеме искрени, од кога е донесен, од 69-та, актуелниот устав, до сега има истрпено само 2 измени. В еден преглед на европските држави не сум го понел. Да. Се делат на земји со многу промени, со малку промени и средно. Ние одиме во оние со многу промени, што не чини, да ти кажам. Не чини. Тоа значи дека ние практично постојано се редоговараме како фундаментално ќе изгледа нашата држава. Па знаеш зашто? Ние никако да научиме лекцијата од Хаберманс, кој зборува за уставен патриотизам, за уставна култура и кој зборува за уставна лојалност. Никаква лојалност имаме и затоа ни се случува тоа што ни се случува. Костов, што може да очекуваме од денешната средба на Мицкоски и Ковачевски? Обично кога се прават вакви средби на високо ниво, се очекува да дојде подобрување на односите и состојбите во Република Македонија и на климата на позитива да појде. Не си сигурен дека денес тоа ќе се случи, од причина што многу се радикално спротивни ставовите на двата лидери. Едниот до вчера
Не му требаше опозицијата, тоа е Ковачевски председател на, тоест формалниот председател на владата на Република Македонија, и кажуваше дека нема потреба од лидерска средба, дека не му треба опозицијата, опозицијата ваква таква, само ја етикетираше опозицијата, што е срамно за еден времен политичар и човек кој ја води владата, и така натаму, и така натаму. А другиот, почитуваниот професор Мицкоски, го кажа ставот дека под вакви услови не е спремен коалицијата што тој ја предводи и ја сочинува опозицијата во Република Македонија да се согласи од причина што тоа е на штета на националните и државните интереси на нашата држава Република Македонија. Кога вагам, се трудам, бидејќи е правна материја, значи тука не сакам да навивам ниту за опозицијата, ниту за професорот Мицкоски, ниту па уште помалку за Ковачевски и власта, од причина што со мојата струка не сакам да си играм играчки. До минатата година бев активен правник, сега сум во пензија, значи 40 години труд, морам да сум сериозен и да оценам дека ставот на професорот Мицкоски на опозицијата е многу поисправен, најмногу од причина од призмата, гледано од ракурсот на национални и државни интереси. Ја тоа го објаснував пред некој ден, еве како го објаснував. Ако се сеќаваме, што беше Охридскиот договор? Нов договор за животот помеѓу заедниците, албанска, македонска, другите ги тргнаа настрана, направивме голема грешка. Издигнавме една втора заедница на ниво на дел од народ и останатите други ради неа, и сега што направивме? Меѓународниот поим за малцинство, прифатен од меѓународното право, од сите внатрешни права на државата, ние го заменивме со заедници на едно место во членовите, а во преамбулата со дел од народ. И сега, и рековме, ги добиват правата, сега да не ги кажувам сите, на локално ниво, на државно ниво, во поглед на јазик, на конституција, на организирање, управување и така натаму и така натаму. И тоа е крајно, се имплементира преку уставните амандмани во уставот и завршуваме. Не било крајно, не сме завршиле, секоја втора, трета година тие барат нешто, и сега пазете, во таа аналогија, бугарите се многу перфидни, тоест нивната државна елита. Они вака рачунат. Ке влезиме прво ние како дел од народ. Еве еден слушател вели, ако се менува устав, значи дека тие што го пишувале не ги предвиделе визионерски работи. Ќе ви кажам кој се. И дека уставот не ги одразува потребите на сите граѓани. 91 година немаше општествен договор. Да. Не гласаа албанците, одма ќе ви кажам, вие сте млади, може би, стари ти као новинар знаеш, уставот е правен од неискусниот во тоа време ДЛФ, Данаилов Фрчковски, од нешто поискусниот Владо Поповски и од човекот на левицата, за жал е покоен и не можам да кажам некој лош збор, не че ни за починатите да збориме, Лазе Китановски. Лазе Китановски добил задача, се шпекулира дали е тоа Бранко, дали е тоа Гошев, дали е тоа Киро Глигоров, да направат устав. Устав прават експерти по уставно право. Кога ги искритикуваа во прва фаза, ни ги замачкаа очите и вклопија неколку експерти, кои сепак не се експерти по уставно право. Владо Поповски е поисторичар. Тоа башка, види, тоа башка. Фрчко е... Тоа башка. Политички теории, јас ки. И се бави со човекови права, се бави. Да. И се бави со човек. И сега гледате, ја внатрешната состојба на таа група и комисија, ја знам од починатиот Димитар Мирчев, кој прифатил во втора фаза да учествува, ама кажува дека тоа било крши попара, дека секој пат кога ќе донеселе демократско решение и кога ќе одело на читање ке политичарите им го враќале искасапено. Ова со најголема одговорност го кажувам. А тоа се однаса на Стојан Андов, на Киро Глигоров, на Бранко Црвенковски, на Гошев, на Тито Петковски и така натаму и така натаму. И сега да ве подсетам, вие сте млади. Во тоа време број еден експерт по уставно право
е експертот, ајде ве насмеам, кој најмногу пред да докторира има паѓано од Ѓорđević од Белград, а тој е таткото на министерот за надворешни работи Димитров во времето 98-2000 година, кога беа ВМРО на власт, кога дојдоа и демократска алтернатива, кај Димитар Евгений Димитров, кај кого ја имам полагано устав, и кој беше, ала без дека што се Зарегововиц кажуваше дека многу пати паѓал пред да докторира, експерт пар екселанс за уставно право. Под него до него беше Шкарич, кој се уште е активен, и еве го не прифати се да учествува во оваа лакрдија, веднаш до него Саво Климовски, и потоа доаѓаше малата гарда, тогаш младата Силјановска и да не, другите да не ги спомнувам. Тие луѓе не учествуваа во создавањето на македонскиот устав и затоа македонскиот устав е таков како што е сега. Ај сега да премотаме лентата и да дојдеме на денешни денови. Група од 23 експерти владата избрала, во кој има неколку по уставно право, ама знаеш ли да ги кажеш? Јас, мојата маленкост, со 40 години правно искуство, ја не ги знам. Цаца Николовски ја тргаме настрана, бидејќи експерт за човекови права, не за уставно право. Ајде некој од тебе, од екипава овде, нека ми наброje тројца експерти што ги познава. Не. Тие експерти не се експерти по уставно право. Да се вратиме на Ковачевски и на Мицковски, извини. Знам сега и јас да продолжам, но ова е тема. Од една страна, Мицковски оди таму со барање за избори, за технички влади и така натаму. Од друга страна, Ковачевски оди таму со барање ВМРО-ДПМНЕ да поддржи уставни измени. Има секакви шпекулации во јавност. Една од шпекулациите е дека СДСМ веќе подолго време со кривичен прогон, со забранување, со се и се што, како што тоа беше и порано, му се заканува на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа не пали веќе, да ти кажам. Да, одимо дали. За уставни измени. Може ли да очекуваме, и тоа е да речеме општо на нашите слушатели, еве гледам сега и коментари што ни пишуваат, може ли да очекуваме дека Мицковски ќе попушти и ќе прифати да гласа за уставни измени во ВМРО-ДПМНЕ? Ниту го очекувам, ниту посакувам. Не можам да сум 100% сигурен, ама многу сум сигурен дека овој пат Христијан Мицковски нема да попушти. Излате, јас како така имам искуство. Не, добро е да се сретнат, да си кажат за реперкусиите во зависност од тоа ќе поминат промените или нема да поминат, и се надевам за некои други политички работи или во делот од социјалната Македонија пропаѓа. Далеко ти задолжувањето, ја не знам да ги изборувам тие милиарди веќе колку сме должни. Гледај ги контейнерите, народот меѓу први овој месец и први следниот месец оди по контейнери и буричка по храна и по облека. Така да, состојбата во Македонија е многу лоша. И ја ова лидерска средба сепак и наоѓам оправдување. Иначе од аспект на промени, апсолутно не. Ја дури вчера реков да сум јас советник на Мицковски, а не сум, ќе му кажам да не оди на средбата, бидејќи знам пиар и спин доктори, спиновите на владата, што ќе му направат. Што ќе му направат? Но Костов, видете сега, да ги ставиме работите во една друга димензија. Ајде. Се вели, еден наш слушател вели, ако ВМРО-ДПМНЕ прифати уставни измени, нека се само распуштат како партија. А може ли да докажам само поентата, да поентирам? Ова му е прилика на Мицковски да покаже лидерство и да покаже дека сите неосновени напаѓања овие 6 години дека го водиме ВМРО во голем дел биле неоправдани. Ако он сега попушти, мислам тоа ќе биде многу лошо за него. Многу скапо ќе го чини. И ВМРО да тоа ми е поентата. Она што исто така тлее во јавноста, вчера коментиравме и тука со Ивица. Да. Завчера се извинувам, коментиравме и тука со Ивица. Еве, професорот Малчевски, ќе ви го кажам неговиот став, он вика, видете,
власта е соочена со корупцијски скандали, со намален рейтинг и така натаму, соочена и со тоа дека нема теоретски шанси да се случат овие уставни измени и сега купува време до декември, демек нешто сега ние преговараме, разговараме за декември да рече еве не може да направиме уставни измени, одиме на избори. Дека ова е всушност една Ова последново не држи. Ковачевски не попушта за избори. Ковачевски не знае што е политика. Редовните избори се наредната година. Ако декември почне техничка влада, април, мај веќе ти си имаш редовни избори во држава. Во политиката има принципи. Ако велат нема морал, има и морал во вистинската политика. Ова е голем проект на власта. Не е консултирана опозицијата. Ако не е помени, а људски е да понуда да речат не ни помина проектот, ние даваме оставка, одиме на избори. Не бе он однапред кажува. Сега не сум сонувал валјда. Не, вика и да не поминат, вика ние ќе тераме, вика нема избори. Значи човекот можеби, ја и знам дека не беше лош менаџер на Европско движење на публика, до некој беше менаџер таму во Тико, Хомот или не знам каде ни помагаше, ама залуто е во политиката. Човекот не знае што е политика. Човекот не знае што значи да водиш влада и ако проектот некој поголем не ти помине, ти веднаш мораш да размислуваш зошто не ти поминал, кои се реперкусиите и од морален и принципиален аспект треба да понудиш оставка. Можеби некој друг тој проект ќе го направи многу подобро од тебе. Така да тој не размислува за тоа. И јас затоа не верувам дека ќе има предвремени избори, иако предвремените избори требаше да се десат во март и во април, што ги поминавме. Тоа созреани бе. Ајде вака, наброј една област кај што нема протести, кај што нема глупости во држава. Нема, сите протестираат, сите не знае. Еј, вчера човекот кој велеа дека е чудо од хирург, чудо како оперира, како го продолжува животот, но прв го сменија. Па тоа е министер бе, браво, алал да му е. Почнува од најдобрите. Јас одбивам да заземам страна во работа. Сега ќе ви кажам зошто. Ајде. Прво, добар доктор не значи добар директор. Че да се разбереме. Јас во многу голем дел од случаите се противам на тоа доктори да ги менаџираат болниците, затоа што доктори треба оперативно да ги менаџираат во делот на операции, распореди така ратово. Но добар доктор... доктор... морам да ти се спротиставам. Системски смени го решението, нема да биде добар доктор директор. А не вака последиците ние се бавиме со последиците. Спречи ги, отиди во причините. Не мислам на тебе, него мислам на власта. Ги има сите лостови на мок и на власт, нека го смени законското решение, нека ги сменат докторите. Иначе, принципот е точен, ама ти е точен за во струка, а не во за систем. Ако е тоа решение, зашто да не е па и доктор директор? Идеме понатам. Тука веројатно станува за некаков коалиционен проблем. Министерот е од Алијанса и има човекот, знаеш, ова е глупо да го кажам, но во многу наврати ми станува и симпатичен во неговата борба. Мене не ми е симпатичен, морам да ти кажам. Да ги среди овие состојби во здравството и тука налетува на проблемот со ДСМ и ДУИ. И сега веројатно се пресметува со нив во оваа состојба. Што знае? Пациентите ќе страдаат. Слушај, па тоа е секогаш така. Тоа е секогаш така. Овој докторот ќе си најде место и да го сменат. Да, па ако е добар оператор, пациентите ќе страдаат. Првиот човек што направил трансплантација на Не, и тимот, ја вчера му го видов втор пат тимот. Првиот пат кога излегува после првата операција и кога видов прв пат човек да излегува со толку голем тим и вчера уште 4 пати поголем тимот и сите зад него застанаа. Ја тоа го ценам. А иначе секој е заменлив, да збореме отворено. За секој има замена, ама ако ќе дојде по природен пат и време. Еве имаме огромен поздрав од колегата Боцевски. Опа, каде е бе тој? Тој патува негде, да. Види богати, поздрави го. Поздрави го на Скиона. И многу ми е љут затоа што сум те викнал кога не е тука. Да му кажеш во петка да иде у Стара Чаршија кај Желјо и убави кебапчиња да јади. И љут ми е затоа што сам со тебе вика ќе надокнадиме друг пат. Ке сме се забавувале многу повеќе. Ќе надокнадиме друг пат. Поздрави го. Еве вели 2024 нема да има избори, можеби на почеток на 25-та заедно со Пендаровски избори. Ама не сакат ни заедно да се председателските избори. Не сакат. Тоа е чудна. Ова власт не можам да ја сванам.
Види, сум пишувал за Бранко, против Бранко, а нема ги снемува некако со Заев и после Заев не личат овие политичари на вистински политичари, државници. Нема правила, нема, се е хаос. Некако кеф си тера. Вечер водел ке Желјо. Доди. Сега ќе резервира ке Желјо. А после тоа во Египет со Луткарницова, ја негови искуства таму, ја поминав многу години и страгата за Трајковски кога водевме, а и пред тоа, кога работев у Белград, во оној другиот систем и Сараево е се враќа, полека се враќа духот. Беше војната малку му го зеде, како да ти кажам, атмосферата, ама сепак се враќа. Добриот живот, еве да речеме во Сараево. Добро му завидувам што е во Сараево. Да го поздравиме. Ајде да го поздравиме. И да припази малку со кебапите, затоа па да не претера. Да не претера. Да не направиме. Така, во право си. Да не направиме. Ти си најмилок па не упоменуваш, а валда ти. Некаков Тоа треба ја да внимавам. Јас сам моите години треба да внимавам што јадам. Јас затоа ќе јадеме после емисија чорбичка со лукче, она се има добро влијание на притисокот. Па лукот е персантин за срцето. Значи не може да очекуваме ништо според тебе и џабе денес. Ја би сакал да очекуваме. Реков оптимист. Ама не едно е што би сакал. Ама реалноста ја гледам, злате. Ја гледам реалноста и многу ми е криво што ова ќе биде неуспешна причина, средба. Македонија пак ќе изгуби. Зборам време и состојби и решавање на проблеми. Сепак е ова евроинтеграции, битни ни се, ама исклучивоста, не инклузивноста на власта во поглед на опозицијата, негирањето, еве до кај не дотера. Сега веќе работи пркосот, инатот и молим лепо, и вчера Индија и се покажа, видиш, Левичарски институт ги даде резултатите, катастрофални се во социјална сфера, во економска сфера, а во политичка... Зборувате за Индија? Да, истражуването. ВМРО на Олимп, а овие доле во подножјето. Политичкиот Олимп, мислам. Да, но она што е интересно е дека и левица паѓа на тие на сите анкети, он има еден раст се зголемија очекувањата од нив во голема мера, но некако почна да стагнира. Не знам дали, знаеш, ја имам симпатија кон таа партија, ама ако одат на споменици, треба да внимават на кои споменици одат и дали треба да носат цвеки или не. Малку метафорично да се изразам. И мислам дека дадоа еден-два примери по општинските совети како не треба да се работи. Тоест, преговарамо за коалиции. Иначе, ви злате, мене некои мои пријатели од десницата ми се љутат, ама едно да знаеш. Овие избори мораме да го направиме македонскиот блок опозиционен, ВМРО напред и коалиција со него, тие што нема да влезат во таа коалиција, а тоа се Левица и движењето на Максим Димитриевски, доволен број. Сите зборувате за тоа. Дозволи, сега не зборувам јас за тоа, само го спомнувам. Да. Значи, таа двојка, доволен број пратеници да освои, со ВМРО да може да се прави власт, да нема уцена од албанскиот фактор, да е над 62, не навлегувам во конкретности, а после тоа ја гласам сите политички партии на албанците да влезат во власт. Ама ќе нема уцени за министерски места, ќе нема уцени за директорски места и така натаму. Ќе нема партизација во судството, ќе нема партизација во здравството. И најважно од секој нема Артен Грубе. Ќути, трај. Ама чекај тој да ти бил голем дриблер. Нели кога кажуваше дека гранчалникот на Тирана дал гол со пета во неговата канцеларија, него кога праша вие, не вика ја дриблам. Ја одма му одговорив на една емисија, тој сака да го имитира во политиката дриблингот на Гаринча. Тоа е во историјата на фудбалот најдобриот дриблер на сите времиња, ама он е далеко од Гаринча, далеко од политички Гаринча. Он е еден носител на кичерајот во македонската политика, каде што поставува убава уметничка слика, малку невкусно додолу симната, а до нејзе кош, а шутира со фудбалска топка и кошака во кош. Кај го има тоа?
Тој нешто видел, разбрал, ама рекреација политичарите не треба во кабинетите да прават, во природата. Неле еко партија беа зелена, а не во кабинетите бирократски да ми се однесуват. Така да тоа е кичера и тоа е шум во нашата политика, што поскоро да го снема, ама мислам дека ќе си имам проблеми со Бехтел и Енка, бидејќи до појавата на Заев, неговиот проект што осмица, он што го кажува и десетка, е равен на буџетите годишни на Република Македонија до пред 13 години. Што мисле, ние пасиме зелена трева? Вели, еден наш слушател вели, левица се исти како има некој друг народ во Република Бугарија, малку се преброја... Не ви правил такви споредба. Ова е наша македонска политичка партија и јас со бугарска не би ја споредувал. Ама добро, секој има право се каже своето. Костов, имавте вчера соочување со Љупчо Георгиевски. Да. Како поминавте? Не знам, тоа Не треба. го гледав, Треба гледачите да го кажат. Тоа треба мене, имам една лоша особина, не ги гледам моите емисии, ама бидејќи после подолго време се соочувам со него, иначе тој ми е пријател во приватниот живот, кој 2 години ми избегаваше да се сретниме да ми биде гостин во еден подкаст, што пред 2 години сакав да го поканам. Ја мислев дека нема да прифати, тој прифати, се соочивме, многу се срчкавме околу историјата, на диаметрално спротивни ставови стоевме, се што тој кажуваше ја побивав и обртно, да бидам искрен. Околу состојбите во Македонија се согласивме, призна дека оваа коалиција не ја води добро, не као признание, ама се согласивме, многу близки во ставовите беме дека не ја оди добро на коалицијата на власт и на крајот ја една смешка направи што тој симпатично ја прифати. Кога веќе ме прашува Злате, вака му викам, добро нешто да ме прашам лично службено, и он се насмеја повели, викам, што повеќе од вас знае Трајанов од Демократски сојуз, кој секој пат прв напушта брод со Тони, напушти Демократска алтернатива, напушти сојуз коалиција на ВМРО еднаш, па на СДС, па на ВМРО, јеве сега на СДС, а вие викам што не го знаете. Он сладко се насмеа, рече дека, викам, ајде што чекате, напуштете ја коалицијата, а ја имам причини зашто му кажувам. Неприродно е ВМРО Народна партија да е во коалиција со СДСМ. Природно, ова е бугарашка влада, тоа е многу природно. Да си жив и здрав, алал да ти е. И тој рече не, му ветил на Црвенковски, па на Заев и така натаму, и се изнасмеавме, не знам. Многу е природно. Немам впечаток каква била емисијата. Оваа влада е, значи вака, јас како, не знам, како социјалдемократ по убедување. Ја во младоста бев да ти кажам. Можам да ти кажам дека идеологијата на оваа влада е ВМРО Народна партија. Значи они оваа влада има од една страна не промовира социјалдемократски вредности, и тоа прогресивно зголемување на данок го повлекоа на Тевдовски што беше. Сите можни, немаме даноци, нема никаква левичарска економска политика, има една сурова неолиберална политика, 12-часовно работно време изгласа и така натаму, а во однос на идентитетски и историски прашања тие про бугарски ориентирана. Така што ова е класична... Веќе и бугарски ориентирана. Значи ова е класична десничарска пробугарска влада. Не додавам ни одземам. Ќе дам еден коментар на твоите социјалдемократски убедувања. Кога бев млад, кога поручував за скандинавската социјалдемократија, ја бев задоен, ама повеќе станав демократ отколку социјалдемократ, бидејќи овде нема ни С од социјалдемократска содржина како идеологија. Нема. Во Македонија ВМРО е социјалдемократска партија. Тоа е друга приказна. Тоа е замена на левицата и десницата, тоа е друга приказна. И тоа сме... Можеме да разговараме на тоа. Кога беше ВМРО на власт, воведе студентски стипендии, воведе бесплатна посета на театри на студенти, море за пензионерите, море бањите. Ама види, во сиромашка држава кај со стандардот е малку, што без Злате да воведе, кажи ми? Тоа е социјалдемократска. Што да правиме? Значи,
за најзагрозените, купи куќе, купи стан, се сеќавате на тој Море, проект, трето кој дете, сега веќе се памтам, не секи. кој е веќе минато, купи куќе, купи стан како проект, да речеме, ти е класичен левичарски проект, каде што ти им помагаш на млади брачни парови да го почнат. Злате, ја знаеш и во кој систем растем. својот живот. Имаш куќа, врати стан. Пошто бе функционер и го будала сега, го вратив. Ова звучи лудо. И се реализираше. Но и од СДСМ и од ВМРО ДПМН мене ќе ме демантираат. На мене тоа ништо не ми значи. Да. Во пракса, А добро, ти си новина, треба да си цврс. Во Македонија во пракса ВМРО ДПМН е социјалдемократска партија, а СДСМ е неолиберална десничарска добро, за таква партија. констатација не можам да согласам, ама за симптомите што ги кажуваше тука си негде. Замена на улогите на левиците, ама види Злате, тоа е нормално. Идеологиите веќе се ставени во втор план. Па не. Сега оди прагматизмот, суровата Пример, ако реалност. споредуваме со Англија, Добро. да речеме СДСМ е најблизко со конзервативците таму, идеолошки зборувам. Најблиско, ВМРО се најблиско со Опасен си, да со лејб. добар си за саговорник, Значи, за политички идеологии да се разговара. Да, не, ова е де факто се сите Сурово мисли. искрен си да ти кажам. И не знам дали ќе те сватат како што треба да те сватат. Нивен проблем. Не е мој. Добро и твој, нели треба бидејќи си новина, треба да бидеш сватен, ама што на крај крајва што велиш, ти го кажуваш, па сега нека мозгат другите. Ќе сватат еден ден. Ќе видиме, останувала со уставниве измени. Ти си песимист? Не, јас сум песимист. Види, не можам да сум оптимист кога некој сака да ми го силува уставниот систем. Зошто уставниот суд молчи. Ќе биде Види, оценуван Мицковски. како? Тезите ги одби преска дека Мицковски ќе биде оценуван од страна на власта. Не можат. Не си ме сватил тогаш. Не може. Ќе биде напаѓан сега. Уште не завршена средбата, веќе пола тим ќе излезе на Ковачевски, ќе почне да го напаѓа Мицковски. Сега не сакам да сум баба Вања. И ќе почнат етикети да му лепат на ВМРО ДПМН. Ај кажи ми, Злате, со шо е ВМРО ДПМН заложник на левица? Они не го вадат тоа од уста. Каде го гледаш ти заложничеството? Со што левица го држи ВМРО Ја мислам ДПМН? дека ВМРО ДПМН е поише е против левица насочена од СДСМ во пракса. Ма тоа е окей, него каде гледаме заложништво? Не, тоа се флоскули на многу невешти и лоши не пиар мајстори, него овие докторите, спин докторите, то се извитоперени спин доктори. Ја тоа го кажував. Види, ја баш напротив мислам нема со што да го оценуваат. Не можат раководството да го оценуваат. Ова е една млада генерација, добро, има неколку од возрастниве, од поискусниве, кои нема со што да ја оценуваат, немаат опашки. Така да, помина тоа, пази, една иста работа, два пати ќе ни се повторува, па некој пат ја се учиме на грешките. Така да, сега тој дрил, таа тортура, ја нареков семејна, лична, бизнис, коруптивна, криминална, не може да ја спроведат. Немат овие пратеници, не се од таков ков. Ја добар дел од нив ги знам, ај да не кажам, некој од нив сум обучувал, некој ми се многу блиски и имам едно мислење исправно за нив, реално се трудам да не сум субјективен, немат, ај малко да се насмееме, нема за што да ги фатат, нема што да стават на менгеме. Сега, закани за блиски и за ова, тоа оде во еден друга крајност, Имаше оде во друга крајност и народот ќе се дигни. Ке се дигни народ. И ВМРО ДПМН го, кога нели траја јавните преговори за оваа средба да се случи, СДСМ сакаше во проширен состав, ВМРО ДПМН сакаше тет-а-тет. Не му давам важност. И од ВМРО ДПМН веле ајде Ахмети да го пушти, вели Ковачевски, да дојде сам, односно без придружбата на Дуј. Зошто Ахмети го пушти да оди сам Ковачевски на оваа средба? Ниту еден човек од Дуј нема во тимот. Привршуваме време чашка за Ахмети, јас за тој човек доскоро го дигав као увисени за најдобар стратег, што и е во политиката македонска, ама од кога намирисав, од кога со моите анализи видов дека он е главниот спин доктор за уништување на опозицијата, особено на ВМРО ДПМН, од причина што има ноќни мори
знае дека се ближат избори, дека ВМРО ДПМН нема да коалицира со неговата партија и тоа што го прави сега, ќе ти пуштаме една бомба со новопечената амбасадорка на САД во Македонија, треба да се засраме и тој и амбасадорката. Што? Ја прв кажав дека тоа ќе е амбасадор пред време повлечен во САД. Па што? Пред народот едно кажуваат, на тајните средби во кабинетите во владата, да не речеме во мала речица, се договараат како да го уништат ВМРО ДПМН, бидејќи добро стоел кај народот и да му го симнат рейтингот. Еве, нивни институти да кажат дека рейтингот е многу висок и многу реален. Овие обвинувања за амбасадорката ќе се оградам за тоа. Па огради се, па не ги кажат и јас ги кажав. Не знаеме дали И јас ги кажав. Дали Тој тоа лицемерие, така? дипломатско лицемерие, Злате. Доколку е така, тоа Ни понуди листа на корумпирани политичари каде? Ни кажа дека толку и толку пари дале за реформа во судството, Па се донесат, истражителите те молам, ќе објавиле каде се донесат се, вакви пресуди, па нека ни каже кого они обучувале во судството. Ајде да видиме за кого толку милиони тешки дала Соединените Американски држави. Не, само ни ги замачкуваат очите и лично мислам дека одат против интересите на граѓаните на Република Македонија. Така да Зали Ахмети не ми зборови. Социр, да ја соджвакаме денес лидерската средба. Ајде. Им посакуваме, па нека сркнат и они чорба као нас двајца. Не, нека си направат добра средба, добар муавет. Мицковски нека му укаже на Ковачевски дека не да паѓа, не да е во слободен пат, дека веќе е во провалија политичка од која нема излегување и нека го вразуми, бидејќи не се работи за Ковачевски, не се работи за владата, се работи за граѓаните на Република Македонија. Ти благодарам многу за твоето гостување. Честа беше моја, Злате, да сте живи и здрави. Следниот пат искуствата од добрите кебапи. Со кебапчиња. Не, следниот пат ја ќе ви донесам нешто, ајде. Мој рете. Прошлиот пат ми дадовте нешто овде во течна материја, сега ја ќе донесам. Мислам не сега кога ќе ме викнете, јас ќе донесам. Договорено. Останете со 107,4. Уживајте во фреквенцијата која ви ја носи најпрогресивната музика во еден од порегресивните градови во Европа.